Колку квалитетен состав ќе има новиот совет на општината, кој треба да биде избран за престојните локални избори, зависи од тоа што партиите ќе им го понудат на граѓаните на своите листи, особено на првите 10 на позиции. А од квалитетот на советниците, од нивниот ангажиран однос, од принципиелноста и доследноста, зависи како и колку ќе одработи највисоката локална институција, без оглед на тоа дали е во позиција или опозиција. Затоа за општината во целина и за граѓаните не е седно што ќе им сервираат партиите при изборното определување. Ако изборот на кандидат за градоначалник секогаш оди тешко, изборите за советници се уште потешка внатрепартиска задача. Желби секогаш има многу, а добитни места малку. А конкуренцијата по правило наметнува споредби од типот кој е поспособен, постручен, позаслужен и политички попоткован за судир на идеи, борба на ставови, полепеза од надлежности на Советот. Колку тие аргументи можат да му одолеат на секогаш силниот наречен подобност, е релативна работа. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН веќе формира советничката листа составена од 19 кандидати. Првите 7-8 позиции предизвикаа внимание во јавноста и различни коментари. Во партијата велат дека е постигнато единство во однос на листата и дека од Скопје се чека само да одлучи каква ќе биде соработката со коалицијските партнери. Односно, дали тие ќе влезат на единствената листа или ќе одат со посебни листи на кандидати. Вообичаено носител на листата е председателот на Општинскиот комитет Иван Иванов, а понатаму се редат кандидати кои високо котираат во местните комитети. Оризари е застапено со Лазар Митев, Грдовци со Донева. Во градот првите позиции се за Мирјана Максимова, Јордан Димитров, Дарко Стојчевски, Снежана Хаджипаунова, Спирко Ѓоргиев или Арсов. Во општинската организација на СДСМ се уште не ја објавуваат листата на кандидати за советници. Причините може да бидат или неучество на изборите, или тресење на ситото преку кое треба да минат кандидатите за да се состави списокот од 19. Советникот Рами Велиов на овие избори ќе оди со листа на советници од група граѓани. Веќе составил листа од 19 кандидати и ги собрал потребните 250 подписи. Дали и некој друг ќе одлучи да излезе со собствена листа на кандидати за советници, веројатно ќе зависи од одлуката на СДСМ да оди или не на избори.